Прорускиот бизнис партнер на Заев, Миодраг Давидовиќ Дака, е човек со контроверзно минато и е човек кој е на црната листа на САД поради сомнежи за корупција и злоупотреба на влијание на Балканот, вклучително и Македонија. Дака стана познат за македонската јавност во времето на Заев, кога во 2020 година излегоа аудио снимки за тоа како Зоран Заев земал пари за да се види со Дака и да направат некаков бизнис. Во аудио снимката која пред неколку години излезе на социјалните мрежи, Дака вели дека дал 300.000 евра и 2000 квадрати земјиште на Заев за возврат да добие услуга. Понатаму, во снимката, Дака вели дека Заев овие пари ги искористил за инженеринг на референдумот за името. Освен Заев, во аудио снимката на која разговараа Дака и Зоки Милевски Кичец, кој инаку е главен посредник на Заев во случајот, се споменува и името на Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата на Заев, што значи дека тогашната власт на СДС и како добро била поврзана со контроверзниот проруски бизнисмен Дака, па дури и го рекетирале за да можат да спроведат инженеринг на референдумот за името. Почитувани граѓани, ја користиме оваа прилика да им се заблагодариме на СДС, кои многу добро ги знаат сите фирми на Дака, со кои нивниот шеф Заев веројатно има соработувано и заработувано, за укажувањето за фирмата Хронос Сум дека била во собственост на прорускиот бизнисмен Дака. Владата предводена од ВМРО ДПМН нема да прави како што правеше власта на СДС и Заев, туку напротив, веднаш ќе ги преземе сите законски можности за оваа фирма да не гради и инвестира во енергетски објекти, иако фирмата ги има исполнето сите услови и законски критериуми, нешто што во времето на СДС и Заев беше мисловна именка.